115 пациенти повредени во катастрофалниот пожар во Кочани се лекуваат надвор од земјава. Благица Станојевиќ, чија роднина е хоспитализирана во една од болниците во Белград, за телевизија 24 раскажува дека здравствената состојба на незиниот близок се подобрува. Секојдневните брифинзи на докторите говорат дека и останатите 30 пациенти кои се лечат во Србија се опоравуваат и се надвор од животна опасност, дополнува таа. Семејствата на повредените се надеваат дека нивните роднини што поскоро ќе бидат вратени во земјава. Сите се во веќе поизлезени од животна опасност. Неколку кратно дневно овие кислородни маски, имаме само 2 дечиња, така што се уште се уште интубирани, меѓутоа со помош на лекарите и со Божјата милост и на тие не им се влошува состојбата, што е добро и што е напредок. Србија е на нога, Белград е на нога, и овој пат народот и луѓето си го направија своето. Сите еден до друг во лошите моменти, сите човечки реагираат, сите солидарно реагираат. Од Министерството за здравство информираа дека се завршени упатувањата на пациентите во странство. Од одредени држави пак веќе има и најави за враќање на повредените во земјава. Веќе денеска отворивме и темата на враќање на пациенти. Од идната недела гледате дека имаме најави од одредени држави кај што пациентите веќе и се движат и се во добра состојба, за да подготвиме протоколи како ќе биде нивното враќање, дали ќе треба да се сместуваат, секако ќе бидат прегледани од наши доктори. Тие што се во сосема добра состојба, после преглед од наш доктор, може да се пуштаат и да одат дома. Од владата и денеска повторија дека лекувањето на сите пациенти ќе биде целосно покриено од државата, а помошта на семејствата чии роднини беа повредени во пожарот ќе продолжи. За почеток, ќе им биде дадена финансиска поддршка во висина од 150.000 денари на секое семејство. И истите средства ќе им бидат на располагање за покривање на тековни, дневни, најитни трошоци. И во идни фази континуирано, во зависност од сите поединечни потреби, сите средства ќе бидат насочени кон нив. Најголем број од пациентите се хоспитализирани во околните земји – Србија, Бугарија, Грција и Турција. Останатите се лекуваат во уште 10 европски земји.